Добро утро, Ненад. Добро утро и до Катја, добро утро и до сите оние кои што моментално ја гледаат нашата утренска. Ве поздравувам токму од Кисела вода, од познатото место Мечкаров, односно веднаш се наоѓам кај бензинската Мак Петро, позната како Мечкаров, како што напомена и Ненад, да ги најавиме новите цени на горивата. Имено станува збор за нови цени на горивата, ќе ги кажеме во ова кратко вклучување согласно одлуката на регулаторната комисија за енергетика. Имено бензините и екстра лесното масло за домаќинство, цената се намалува за 1 денар по литар, додека пак дизелот за половина денар. Имено со оваа одлука се врши намалување на оние малопродажни цени, всушност на нафтините деривати во просек од 1,06 евро супер 95 ке чини 80 денари, евро супер 98 ке чини 82 денари, додека пак евро дизелот ке чини 78,5 денари. Овие цени всушност започнаа, односно оваа одлука започнува да се спроведе, овие измени на цени согласно денеска 14 ноември, односно денеска започнаа веднаш по почетокот на денот, односно од полноќ. Во соопштението на регулаторната комисија за енергетика ќе прочитам, односно ќе цитирам во продолжение и што стои. Односно велат дека трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките утврдени цени. Ова е тоа што стои во соопштението на регулаторната комисија за енергетика и секако може да се каже дека курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот период по кој беа формирани овие цени со претходната пресметка е понизок за 0,060%. Уште една всушност за крај ќе сумираме. Евро супер 95 ќе се продава за 80 денари, евро супер 98 ќе се продава за 82 денари и евро дизелот ќе се продава за 78,5 денари. Верувам ова беа важни информации кои што информиравме за новите цени почнувајќи од денеска, важни информации за сите оние кои што се возачи. Ова се најважните информации, односно најважните информации со кои што всушност ќе го завршиме ова вклучување и сега ќе одиме да се селиме на некоја друга локација, да прикажеме како се одвива сообраќајот низ Скопските улици и каква е всушност состојбата во централното градско подрачје.